Темата на денешната пресконференција е придобивки од проведувањето на енергетската ефикасност во индустриите во Република Северна Македонија и за таа цел на денешната пресконференција се присутни господинот Марко Матеини, експерт од организацијата УНИДО и Панче Атанасовски од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, кои ќе говорат на таа тема. На почеток збор му даваме на господинот Марко Матеини. Повелете, господине Матеини. Thank you very much, Daniela. Good morning, everyone, and thank you for accepting the invitation to be here this morning. I would like also to thank the Economic Chamber of Macedonia for hosting this press release, and also the colleagues of the Energy Agency to be part of this morning discussion. As Daniela mentioned, Добро утро на сите, ви благодарам за вашето присуство. Сакам да се заблагодарам на Стопанската комора што е домајкин на овој настан и исто така сакам да се заблагодарам и на колегите од Агенцијата за енергетика. As Daniela mentioned, the event of this morning is to raise awareness about a project that UNIDO has been implementing here in North Macedonia, together with the Ministry of Economy, the Ministry of Environment and Physical Planning, the Energy Agency, the Economic Chamber of Macedonia, and also the Macedonian Bank for Development and Promotion over the last 4 years and a half. And this project has really tried to work with Macedonian enterprises and local service provider on accelerating energy efficiency. Како што спомена Даниела, целта на овој проект е да се подигне свесноста за енергетската ефикасност. Овој проект го организира Организацијата на Обединетите нации за развој во индустријата, во соработка со Министерството за економија, со Министерството за животна средина и животно просторно планирање, со Агенцијата за енергетика и заедно со Стопанската комора. Тоа се спроведува во период од последните 4 години и заедно идејата е со предпријатијата и локалните даватели на услуги да се напредува во областа на енергетската ефикасност. The project is largely funded by the Global Environment Facility, which is a multilateral environmental fund, and the goal of this project is to reduce greenhouse gas emissions out of the industrial sector here in Macedonia. Проектот го спроведува финансиран од Глобалниот еколошки фонд. Тоа е мултилатерален проект со кој има цел да се намали емисијата на стекленични гасови од страна на индустријскиот сектор во Република Северна Македонија. Now, energy efficiency in industry is an important issue from an environmental perspective, but over the last years it has become an increasingly important issue for industry also to remain in business and to stay profitable. Прашањето на енергетската ефикасност е можно важно суштинско прашање од аспект на животната средина, но поважно што се однесува за индустријата е важно за нив за да можат да работат со бизнисот и да остварат профит. The aspect of remaining in business is on the one hand linked to the need to remain compliant with energy and environment legislation and regulation, and regarding the profitability aspect, it has become
more and more important for industries to better control their energy cost, to reduce them where possible. Аспектот за деловното работење сосема важен, посебно од аспект на усогласување со законодавството кое се однесува на енергијата и за животната средина. Нормално од другата страна кога зборуваме за профитабилноста, важно е затоа што самите компании треба да спроведуваат контрола врз нивната потрошувачка на енергија и нормално со тоа ќе им помогне и да ги намалат трошоците. Energy efficiency is not something new. It is been a part of the activities of government and market for almost 40 years. Nevertheless, the current performance also in industry are unfortunately not the optimum. There is still a lot of energy waste and money waste that is happening and that we need to address. Енергетската ефикасност не е нешто ново, тоа представува дел од активностите од многу влади на пазарот во последните 40 години. Сепак, кога се работи за перформансот, се уште не е оптимален и постои многу голема загуба на енергија и нормално средства и мора да се справиме со тој проблем. There are a number of reasons why today the level of efficiency in industry is not the desirable level. Now, between these various reasons, a key one is that very often industry, enterprises, businesses, they do not know well what are the possibilities in terms of efficiency solution. They do not know what is the cost benefits ratio of this solution. So there is a major problem of awareness and understanding of the opportunity. Причините за ова нешто, затоа што енергетската ефикасност не е на посакуваното ниво, меѓу другите е често што и самата индустрија не е свесна за можностите од енергетската ефикасност, не е свесна за придобивките од решенијата кои може да го понудат од аспектот на енергетска ефикасност и тоа е еден главен проблем. A second major problem related to energy efficiency in industry is also the capability of the existing market and service providers to present and offer solutions to industry. Now, there are very many energy efficiency technologies, best practice, solutions. So it is a very broad range of technologies, and I have to recognize it's not always feasible for certain markets to be able to offer the full range of technologies. Кога се работи за енергетската ефикасност, способноста на моменталните даватели на услуги за кои нудат вакви решенија на индустријата е ограничена, а во моментот постојат технологии и доста широк опсек на решенија кои можат да се употребат, но доста од пазарите гледаат од аспект на исплатливоста на овој проект. A third challenge that we see in, I would say, every country, also within the European Union, for instance,
is to design policies that can effectively trigger actions by industries to improve their energy efficiency performance. So a third area of work when we look at promoting and supporting better energy efficiency in industry is the aspect of policies. Третиот предизвик кој го забележуваме во многу земји, а и во земјите нормално во Европската Унија, тоа е политиките кои се развиваат за да се поддржи енергетската ефикасност и да се зголеми перформансот на енергетска ефикасност, и тоа е всушност третата област на која се фокусираме и која ја поддржуваме. So within this project that UNIDO has been implementing here in North Macedonia together with many local partners, we have tried to address in a holistic way these three main problems. The awareness and understanding by industry on energy efficiency, the capabilities of the local market for energy efficiency services, and the policy frameworks to drive energy efficiency in industry. Значи во рамките на овој проект кој УНИДО го спроведува тука во Република Северна Македонија, самата организација се обидува да има еден сеопфатен пристап. Тоа е на трите главни точки кои ги споменавме. Прво е развивање на свеста на индустријскиот оддел, на индустријската област. Второ е способностите, развивање на способностите на пазарот, а трето е ова што го спомнавме, да се работи во рамките на самото развивање на политики. The project has focused on a limited number of so-called best available technologies for energy efficiency, and I would say that we had strong focus on strengthening the competencies and the skills of relevant actors here in North Macedonia. Кога се работи за проектот, се фокусира на некои технологии од аспект на енергетската ефикасност и силен фокус се става на зголемување на компетенциите, на способностите и на вештините на засегнатите страни тука во Република Северна Македонија. One of these specific technologies has been energy management systems in line with the international standard ISO 50001, and we have worked as of today with more than 20 companies here in North Macedonia to implement energy management system and energy efficiency projects together and through the expert support of North Macedonian energy efficiency consultants. Во технолошкиот аспект се работи на еден систем за управување со енергетската ефикасност во согласност со ISO стандардите 15001. Во моментов работиме со повеќе од 20 компании во оваа област во Република Северна Македонија за изградување на ваков систем за управување со енергијата и со енергетската ефикасност. Заедно имаме и соработка со консултанти и советници од земјата. The experience and the work done by the North Macedonian companies and consultants has been on average of very good quality, and we have achieved in some cases excellent results in terms of energy savings, in terms of money savings, in terms of
increase productivity of the companies. Работата и искуството кои го спроведуваат македонските компании во соработка со нас во просек имаме добри резултати, а и во одредени случаи имаме постигнато и одлични резултати од аспект на заштеда на енергија, заштеда на средства и зголемување на продуктивноста на компаниите. In few cases, we have had efficiency improvement rates exceeding 5% in 1 year, and without also, important to say, significant capital expenditures or cost to these companies. Во некои случаи кои ги имавме, дури забележавме зголемување од 5% во период од една година на ефикасноста, и она што исто важно забележавме влијание врз капиталната потрошувачка на компаниите. Now, these very good experiences, or what in UNIDO we usually refer as success stories, is what we would like to present to a wider audience on Thursday, when we will have our promotional workshop on the business case for energy efficiency in North Macedonian industries. Вакви добри искуства кои ги спроведува УНИДО сакаме да ги прикажеме на поширока публика, и за таа цел имаме настан во четврток, така наречена промотивна работилница, која ќе се фокусира на презентирање на придобивките од аспект на енергетската ефикасност. On Thursday, representatives of North Macedonian enterprises will talk and speak about the work that they have done, the results that they have achieved, the also challenges that they have faced. We will also have some of the North Macedonian experts and service providers that have supported the execution of the project and who are now very well capable to provide top quality services for energy efficiency in industry. Во четврток ќе има представници од предпријатијата на Северна Македонија, ќе разборуваме за нивната работа, за нивните постигнати резултати и нормално предизвиците со кои се соочуваат. Ќе имаме и присуство на експерти од Република Северна Македонија кои се даватели на овие услуги, компании кои веќе во текот на процесот стегнале одлична способност да нудат добри услуги од аспектот на енергетска ефикасност. So this event on Thursday is very much targeted to North Macedonian industrial enterprises and other businesses that have an interest on energy efficiency, and we would encourage as many companies and other stakeholders that have time to join the event. Целта на овој настан во четврток е да се допре до повеќе представници од индустријата, од предпријатијата во Република Северна Македонија, па и од бизниси кои се занимаваат со ова сфера. Идејата е да се охрабрат и повеќе представници и од владиниот сектор, па и од предпријатијата од бизнисот да учествуваат. Maybe I'll stop here for as initial introduction to the work that we have tried to do here in North Macedonia, and also the event of next Thursday, and we'll be happy to answer possible questions later.
тука ќе запрем со воведот за нашата работа која моментот ја вршиме во Република Северна Македонија, па и поврзано со настанот. Ако имате дополнителни прашања, може да ги поставите подоцна. Агенцијата за енергетика и покрај својот звучен назив, еден мал дел од системот на државни чинители, меѓу кои е назначено Министерството за економија, чинители кои го раководат секторот за енергетика. Поточно агенцијата имплементира легислатива од областа на енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија. По тој основ, уште во 2015 година, кога проектот Катализирање на пазарна трансформација за индустријска енергетска ефикасност и забрзување на инвестициите со најдобри достапни практики и технологии, ги поврза претходно спомнатите државни чинители во проектната рамка, меѓу нив беше и Агенцијата за енергетика. Беше подпишан меморандум за соработка со Агенцијата во 2016, кој и сега е продолжен. Некои инженери од Агенцијата учествува на обуки, сега се изработува спомнатата веб платформа, на која ќе се гледаат успешни примери во енергетската ефикасност во индустријата. При тоа во Агенцијата времено престојуваат и стручни лица, кои помагаат во примена на дел од проектот околу веб платформата IEEBPID или платформа за информации и дисеминација на најдобри практики за енергетска ефикасност во индустријата. Покрај тоа се организираат и годишни настани со поширок аудиториум, меѓу нив е и овој што ќе биде во четврток. Тоа е символична помош кон Агенцијата за енергетика, која е скоро немерлива во однос на придонесот кон домашната економија преку поставување на фокал поинт за едниот одржлив систем на дисеминација на корисни и применливи постапки на мерки на енергетска ефикасност во индустријата и големите компании. Главната помош кон македонската економија е што системот е веќе подигнат, работи, прави обуки, изфрла обучени консултанти, тие прават енергетски контроли, тие воспоставуваат системи на пратење на потрошувачка енергија во компании кои доброволно се согласиле на овој начин на менаџирање и даваат проценти. Резултатите се следни: пари за компаниите, намалена потрошувачка на енергија, намалена емисија на стакленички гасови. УНИДО работи независно дали вие сакате да станете членка на Европска унија. Тие даваат помош и во Африка и во Азија. Но кај нас се софадна со изготвувањето на Законот за енергетска ефикасност, па пред 2 години помогна на Министерството за економија и работната група со експертиза за опфатот на трговските друштва кои ќе имаат одредени конкретни обврски околу енергетската ефикасност во нивните процеси на работа. Очекуваме кога ќе се усвои законот да дадат придонес и во изработка на правилникот за големи трговци, кој во себе ги зема постапките за примена на мерки на енергетска ефикасност во индустријата. На крајот на овој историски процес во нашата држава нема да се заврши успешно доколку УНИДО не предложи и начини на финансиска поддршка на овие процеси. Важно е да се утврди постапка на која компанија, кога и како да дадете помош за да финансиските средства не ја закочат во незината работа. За да не се случи од примена на мерките да ја затворите компанијата или бизнисот, туку да ја возможите да ја преживее трансформацијата. Толку.